Хулија, ти си навистина сурова жена. Што ти сгреши жената на адвокатот? Не го исполни ветувањето и умре. Сега веќе не е важно. Немаме време за ова. Имаме поголем проблем. Вклучи го телевизор. Каков проблем? Кој канал? Отвори било кој информативен канал. Полицијата започна истрага, бидејќи причината за пожарот се уште не е утврдена, за жал. Но ние ќе ја дознаеме вистината. Хулија, овој Аслан изгледа полуде, навистина. Да, полуде. Но нашиот проблем не се тие вести. Нашиот проблем е Илјас. Ти реков 1000 пати, Хулија, да внимаваш на синот, да внимаваш на син ти. Види, ако Илјас дојде со оружје, ќе се бориме, да знаеш, ама тајната што ја има е посилна од било кое оружје. Мораш да ме поврзеш со него. Значи пак јас да се справувам со таа бомба, така нели, а? Така. Дали си на местото? Тука сум, Хулија. Добро, доаѓам, прекини, ајде. Кажи им да ми го подготват автомобилот. Во ред, господјо Хулија. Да. Да, душа. Само неколку нови клиенти. Дали би ти пречело ако ги префрлиме, бидејќи деновиве нема да можам да дојдам? Девин, секако дека не ќе ги преземам. Но звучиш ужасно, што е? Добро ли си? Не сум. Се разбира дека не сум, како да бидам добра, Илкај, се колнам. Дедовите веќе ми се приближуваат. Полудувам овде, навистина се борам да останам прибрана, ама некако сега не ми оди. Ме загрижуваш, Девин. Да дојдам кај тебе, да се видиме, можеби ќе ми кажеш што те мачи. Не. Добро, ќе ти се јавам. Се гледам, Илкај. Што се случува, мамо? Така ли се влегува во соба? Не беа доволни проблемите што не ги направи. Еве што се случува. Туку сега и твојата единствена сестра побегна од дома. Неверојатно. Што зборуваш, мамо? Како се случи тоа? Слушај ме, барав на секаде ја нема. Замина. Нема да се врати. Замина. Не е готово. Моите маки со таа девојка не завршија. Ај, Боже, како успела да побегне? Дали некој ја видел? Ајде да знам, Кирко ја нема. Ке ме доведе до лудило, само тоа ми фалеше. Ја бараше по телефон. Девин. Нема да се јави, не одговара сега. Девин, застани. Еко, Девин. Те мола, може да ми ги донесеш ключевите? Девин, каде одиш, Кирко? Мамо, каде мислиш дека одам? Се разбере како одам да ја барам јамур. Чекај малку, застани. Што ти рече Аслан? Зарем не рече да не излегуваш? Не оди, ќе се врати сама кога ќе снема пари. Сега само бара внимание. Ама каква мајка си ти, кажи ми, те молам, слушни се што зборуваш. Знаеш што е со Јамур? Што се случува, зошто викате? Јамур си отишла. Како успела да избега од толку чувана куќа? Никој не ја видел. Како избегала? Кога избегала? Поред, Екрем, смири се. Нема да излегваш од куќата. Нема да излегваш воопшто, го слушна Аслан. Ти оди и види каде е. Не може да е далеку. Оди веднаш, ајде побаре. Што зборувате, господјо Хулија? Како тоа да останам овде? Точно тоа го велам. Имаш ли приговор ти? Одлично. Пријатен ден. Девин? Девин, што правиш? Девин, што правиш? Симни се. Симни се веднаш, ти велам, симни се, престани со овие глупостите, молам. Ајде, симни се, Девин. 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 Илјас ве чекав натре. Каде? Таму каде што е кулата. Господине, мора да купите билети за таму. Колку да купам, Чичо? 1.
Што мислиш дека правиш, а? Што е ова? Што правиш? Ја барам сестра ми, господјо Хулја. Застани тука. Ти велам да застанеш. Застани. Застани и запри го автомобилот. Запри. Запри. Продолжи, ајде. Твојот син направи многу голема грешка. Уби една жена. А потоа се врати и се увиде да ја убие сестрата на жена ми. И затоа јас го казнив. Твојот син, јас лично го убив. Многу погреши, Аслане. Ако тоа што го кажуваш е вистина и ако направил нешто, тогаш јас требаше да го казнам. Ти не беше тука и затоа јас го казнив син ти. Тоа е се. Телото каде? Меѓу рибите, како овие овде. Не одговара. Ке полудам. Каде е ова девојка? Смири се. Вози мирно, не следи од како тргнавме. Од како излеговме од фармата после нас. Ај Боже, не е ова човекот од обрежувањето на Каја? Внукот на Илијас, Ѓокан. Вози мирно. Држете се црсто, господјо Хулја. Види ја сната. Ама ако ти си луда, јас сум уште полуд. Што ќе се случи сега, знаеш? Дете, јас лично дојдов кај тебе. И ќе ги расчистиме сите сметки.
Или ти ќе ме убиеш, или јас ќе те убијам. Еден од нас ќе умре. Мислам дека нема друго решение. Нема да биде толку лесно. Јас сега овде го изгубив мојот син. Ти не можеш да го знаеш тоа чувство. Немам повеќе што да изгубам, Аслане. А ти си како риба во овој аквариум. Стакло е се. А во аквариумот влезе ајкула, Аслане, ајкула. Од сега ќе има крв на секаде. Ние веќе крваревме. Сега треба и ти малку. Ама постепено ќе крвариш еден по еден. Ке ти ја кинам кожата парче по парче, Аслане. Нема да најдеш мир до крај на твојот живот. Мајка ти, жена ти, сестра ти, брат ти, сите еден по еден ке ти ги земам од овој свет. Сите еден по еден, Аслане. Погледни ме, смири се, Илјас. Јас сум многу смирен. Многу сум бавен и тежок. Утре ќе закопам само 25 грама од мојот син. Се што имам да закопам е само неговиот палец. Но тие 25 грама ке тежат 25 тони на твоите раменици, Аслане. Тој закон на физиката не го учат на училиште. Смртта на саканиот тежи 10 пати повеќе, Аслане. Секој ден ке го носиш ковчегот на некој твој близок човек, Аслане. Погледни ме, ќе те убијам. Со овие две раце ќе те убијам, верувај ми. Се колнам и ти ветувам. Рамениците ќе ти паднат од носење на тие ковчези, Аслане. Аслан се јавува. Внимавај, Аслан не смее да дознае. Ало, Аслан? Ало, Девин. Дома ли си, ситуацијата каква е? Да, нема проблем, се е во ред, не грижи се. Добро, ќе ја зборуваме, исклучувам, ајде. Добро. Добро направи да знаеш. Аслан нема да знае. Јас ќе се погрижам за ова. Боже, Господе, што ми се случува? Што ми се случува, Господе? Што ќе правиме сега, Аслан? Откако прв ќе удриш во тепачка, повеќе нема враќање. Сакам да знам буквално се за Илјас, што јаде, што пие, со кого се гледа, каде оди, се до најситен детаљ, дали сум јасен? Се да знам. Ни треба некој доушник од неговото мало. Тој го купи и целото мало затоа што мајка му не сакаше да оди од таа куќа. Затоа е тешко да се најде таму доушник. Ало, многу лесно можеме да најдеме некој да го продаде. Ворете, смирете се, најдете ми некој. Има еден Рит Апо, ама... Зар не беше во затвор?
Излезе бе и престана со крадење. И потоа што се случи? Има тој едно кафуле, ама всушност продавал украдена стока од малото на Илјас во други градови некаде, таму не знам. Значи не е случаен човек, така? Не е, Аслан, сигурно е во кафулето. Има таму многу луѓе, ќе дознаеме таму се што ни треба. Одлично, најдете го тој Рид веднаш, сакам да знам дури и како дише тој Илјас, дали сум јасен, ама без претерување со сила. Работете со памет, со мозок, со главата. Во ред. Искоч, ме сваѓаат погрешно. Тажно е. Јави се, Јамур, јави се веќе. Ешреф доаѓа по нас, смири се, ајде. Како да бидам смирена, господјо Хулија? И ве молам, немојте да ми кажувате што да правам и што да чувствувам. Не може вие да ми кажувате што да чувствувам и што да правам? Ниту услуги не заслужуваш. Што реков сега, а? Го реков за тебе. Не зборувајте, господи Хулија, ве молам, не зборувајте, не сакам никој ништо да ми кажува сега, ништо не сакам. Да, ја најде ли Јамур? Добро. Како заминала, каде отишла? Каде била? Добро, донеси, ајде. Ако не сака да дојде, кажи му на Казим, нека ги земе луѓето и нека ја следат. Добро. Каде била, каде? Отишла во твојата куќа. Побегнала скриена во возилото на сој кебаб. Еј, твојата сестра знае премногу. Господи Хулија, јас колку пати ве реков да не ми зборувате така, да не ми зборувате така. Погледни ме вамо. Престанете. Добро, ајде, оди. Јамур. Јамур, отвори ја вратата. Што уште сакаш од мене? Не сум тука по своја желба. Ме пратија да те земам. Ајде, мора да одиме. Никаде не одам, оди ти. Јамур, сакаш да побудалам? Ова место не е безбедно, ајде, мора да одиме, ајде. Баш убаво. Ако не е безбедно, можеби ќе ми се случи нешто. Вие ќе си се вратите на вашите совршени животи, како и секогаш се е поради мене. Навистина ли, Јамур, се е поради тебе? Искоч, дај Боже да е тука. Тука е. Кога последен пат го виде овој? Последен пат, па пред да заврши во затвор. Продавал дрога на едно момче што го знаеше Еко и го претепавме тогаш ние и така. Добро, одиме. Ајде де. Здраво живо. Здраво. Каде е? Не е тука, мора да е во собата. Кого барате, брате? Рид. Рид не е тука. Братче, види сега. Ќе провериме одзади, добро? Само ќе зборуваме. Не ме терај да правам проблеми, добро? Не бегај! Застани! Застани! Застани, бе, братче, застани! Бато, ги оставив тие работи. Јас толи те прашувам, бе, а? Зошто бегаш без да зборуваш, кажи? Брате, ти не зборуваш. Ти само удираш. Доста лажеш, бре, не лажи. Добро е, бе. Види,
Кажи, бато. Дојдовме за да правиме бизнис со Рит. Тогаш зошто? Види, ние сме некои клиенти, а ти си снабдуваш. Слушна ли, Рит? Дојдовме да тргуваме заедно. Имаш луѓе во малото на црниот Илјас, така? А што ќе ни носиш, знаеш ли? Ќе ни кажеш ли ти Стани. се што прави Илјас, а? Со кого се гледа, кога доаѓа, кога си оди, а ќе ни кажеш ли? Ке ме убие, брате. Абе, ние што ќе правиме? Што ќе правиме, а? Смири се, браче, смири се. Дај му малку простор, бе. Чекај малку. Види, Рит, го гледаш ова? Ова ти е аванс. Остатокот ќе го добиеш кога ќе ја заврши сета работа. Ама, ако ти или твоите луѓе кажете нешто на Илјас, ќе умреш. Јасно ти е? Разбирам. Расно? Разбирам. Не бе? Има ли вести од Ѓохан? Има, ги следи жените. Штета? Ги удрил одзади. Ке мора на поправка. Кој ги следи тогаш? Ѓокан лично ги следи. Убаво. Се сакам, ништо да не биде празно. Сакам информации за цело семејство Сојкан. За сите. Не грижи се, ги следиме. Јамур, душа моја, умираме од грижа. Види, Еко е пред вратата. Ајде дојди на фармата. Не, сестро, ќе останам тука. Јамур, Добро сум, не грижи се. Навистина. И господја Хулија прати чувари за мене. Безбедна сум. добра. Ајде, добро, добро, Јамур. Ама да внимаваш, добро? Не излегувај никаде. Кажи ми луѓето се долу. Ако ти треба нешто, тие ќе се погрижат. Добро, душа? Добро? Добро. Јамур отиде во куќата во мода. Добро е, ќе остане таму. Неверојатно. Сигурно сега таму пие. За време на вечерата ми се слуши малку. Па си легнав рано. Одлично. Што има? Што се случува? Здраво, господјо Неши. Јас сум Чак Рикован. Се запознавме на свадбата. Јас сум семејниот адвокат. Здраво. По вчерашните настани дојдов превентивно во случај на можна посета. За координација. Можна каква посета не разбирам. Полиција или нешто такво? Аха, сватив. Тогаш јас ќе бидам во соба. Со среќа. Благодарам. Ајде да повториме. За вечерата имаше пита со месо. Ми се слуши, потоа... Ало? Ало, Лила? Како си? Добро сум, ти? Добро сум. Јас порано заврши во болница и ако си слободна би дошла да ја дадам инјекција на господја Сехер, ако сакаш. Сега ли? Аха. Искрено, сега не ни е најпогодно баш, дома е малку комплицирано. Мислам, можеш ли да дојдеш вечерва? Мислам, дали си слободна вечерва? Секако, душо, нема проблем никаков. Добро. Добро тогаш. Фала ти многу. Се е во ред со тебе, кажи ми. Добро сум јас, ке зборуваме кога ќе дојдеш. Добро. Се гледаме. Се гледаме. Што е работава? Стоиш зад мене како некој дух? Кој беше на телефон? Джемре, ќе даде инекција на баба ми. Вечерва ќе дојде тука. Те подбуцнували? Да се разведеш? Се откаже од медицината и стана советник, а? Што ти е на тебе, бе? Остави ме. Вчера ми ги даде тие документи, ама јас
Не се разведувам, Лела. Нема да биде толку лесно, јасно? Слушнав. Но ќе биде многу лесно, Толга душо. Дори ни ти нема ни да можеш да веруваш. Прекини ти со ова, ќе дојде време. Ќе видиш и самиот. Ќе видиш, душо. Што се случи? Ништо нема. Има вечера кај баба ми, затоа се јавуваат. Ме викаат. Џихан, сега мислам... Не сега, не. Подоцна е, не е сега. Во ред? Остави го автомобилот ке механичарот, ке го поправат, ке биде готов до утре. Девин, што се случи, имавте несреќа? Мамичке, ништо страшно, малку се искомплицира, ама помина. Не грижи се, влези внатре. Ајде, влези. Никому нема да кажете што се случи, особено не на Аслан. Ако слушнам нешто, ќе ве запалам двајцата. Сите ли си ја научија лекцијата, господине Чагри? Да, сите се внатре, само господја Девин остана. Што е ова? Утре рано наутро ќе дојдат на расфиците. Ке го научиш ова на памет, збор по збор со господинот Чагри. Утре и тебе ке те испрашуваат, да знаеш. Што е ова, господјо Хулја? Што правеше целото семејство синоќа, вклучувајќи го и Аслан. Сите заедно имавме прекрасна семејна вечера. Нели беше така? Сега и пред полицијата сакате да лажам, така ли? Сега ти пречи да лажеш, господјо Девин, да повторам. Или ќе го водиш овој камилски караван, или ќе си одиш од оваа куќа. Ако не ти одговара, вратата е таму, да знаеш. Гледајте го ова како стандардна процедура, господјо Девин. Ќе разговараат со многу луѓе да видат што знаат или пак што слушнале. Ваша задача е да останете многу смирени. Не кажувајте детали ако не ве прашуваат. Премногу детали може да значат грешки. Се е во чувството, господјо Девин. Ако знаете добро да ја пренесете емоцијата, нема да има проблем, нели? Да ве прашам, сте глумели ли вие некогаш, во основно, во средно? Сте биле ли на сцена? Дали сте глумеле, Се разбира дека сум глумела, да. Еднаш во основно се качев на сцена и мудрив на аниматорот шлаканица, се брои тоа? Што правиш, Чагри? Подготовка за распит? Да, господин Аслан. Одлично. Ќе не извиниш за момента, молам? Секако. Што ти е тебе со пиењето на сред белден? Што се случува? Ајде, ќе те почестам и тебе, да пиеме заедно, може? Илјас не чека. Пиштолот. Не дојдовме да се тепаме, Ѓохан. Дојдовме да зборуваме.
Јас немам пиштол со мене. Дојдоа, Чичо. Нека чекаат. Слушај вака, да ти објаснам убаво што се случи синоќа, за да го научиш на памет, ќе ти треба утре за распит. Прво сите вечеравме. Јадевме позната данска пита со месо. Затоа што вчера не беше ден за пита. Мора да ви признам, питата е одлична. Потоа заедно го одбележавме Јусуф Сојкан и си раскажувавме стари спомени за него. По јадењето јадевме еден десерт, црна птица се вика, и тоа со убав чај. Но по вечерата на Джелан малку и се слоши од премногу десерт што јадеше. Затоа рано отиде во собата и поврати таму малку. Таа се уште е болничка, ама се надевам дека набрзо ќе и помине и нема да јаде повеќе толку благо. Потоа гледавме филм со кафе. Го гледавме филмот Шампиони за нас. Лело и јас малку плачевме на филмот, веројатно затоа што сме жени, а не ми беше баш згодно. Не плача. Логично. Потоа сите ние полека си се вративме во своите соби. Си заспавме, што велиш, нели е совршено, ама неборбено, слабо, лише, премногу сексистичко. Вакви лицемерни семејни драми секогаш поминуваат. Заврши твојата забава? Заврши. Ајде сега тргни оваа глупост. Девин, мислиш дека ова е шега на вистина? Утре ќе кажеш се што пишува овде, збор по збор, буквално се, ова не е игра. А што ако не кажам? Слушај, во глава ми се 1000 работи, буквално со 1000 работи се борам и преживувам 1000 работи, јасно? А јас не преживувам, Аслан. Дали некогаш ме прашуваш, дали некогаш те интересира што поминувам јас, како се чувствувам? Тишина, адвокатот е надвор, ќе не чуете, молам, биди тивка, во ред? Јас тебе ти кажав веќе. Ова е последната шанса. Последен пат да се спасиш пред да се сруши мостот, а ти си на мостот. Дали сум јасен? И го немаш тој луксус веќе да не одлучуваш. Ако сакаш можеш да скокнеш и да се спасиш веднаш сега. Во ред, ама немаш право да бидеш неодлучна. Не постои тоа. Земи го ова. Зошто дојдовте? Јас ти се јавив. Се на телефон ти кажав и јас. Тебе не те прашав, Ибо. Тебе, Хулија. Зошто дојде? Затоа што сум мајка. Знаеш каде е мајка ми, знаеш. Внатре. Чита молитва за душата на својот убиен внук. Не за својата мајка, не за својот татко, дури не за децата. Таа жена го виде својот внук убиен. Ти си мајка, нели? И таа е мајка, Хулија. Кажи ми како го дозволи ова? И ти ќе го направеше истото, да знаеш. Јусуф ќе го направеше истото. Аслан го направи истото. Се случи ета. И ти го знаеш тоа и јас. Таков е редот во оваа работа. Твојот син направи голема грешка. Редот? Со мене зборуваш за ред, Ибо, со мене. Тоа што сме правеле пред години беше во ред? Дали некогаш сме се грижеле? Гледам слабо се сеќаваш. Да те подсетам тогаш. Дали се сеќаваш кога пред повеќе од 40 години продававме железо на еден човек, а тој ништо не ни плати?
Што направивме? Рековме нема да го оставиме. Отидовме кај него дома. По тоа што се случи, Ибо, првото убиство. Затоа што не ги даде парите, го застрела во глава. Затоа што така требало. Ако ги оставиш парите некаде, тогаш никогаш нема да ги вратиш. А после тоа што се случи? Бремена жена. Ја извади и ја донесе до кола. И ти беше таму, нели, Хулија? Што направи ти? Ти помогна да се породи со своји раце. А после тоа, Ибо? А? Ајде, после тоа кажи. Не смееше да има сведоци, да? Ама да се убие жената што беше против правила. Што направивме? Тебе ти затреперија рацете. Ама Јусуф не се двоумеше. Тој го повлече шкрапалото, ама тогаш не мислевме на правила. Затоа ти не ми зборувај за ред, немој, Ибо. Немој ниту ти, Хулија. Во овој свет нема никакви правила. Има само корист. Ниту пак ние не сакаме војна, Илија, за знаеш. Види, Хулија. Јас многу те почитувам. Ти дојде тука без да се плашиш за својот живот, само сакаш да го заштитиш своето семејство. Јас сум човек со совест. Вака, ќе ти дадам две можности. Кој? Јас изгубив син, Хулија. И ти треба да изгубиш. Сега изборот е твој. Размисли. Аслан или Џихан? Дали сакаш твоето дете или посвоеното? Едно ќе земам. А кое ќе биде, тоа ти ќе одлучиш.
Добре дојде, брате. Фала ти, братче. Знаеш зашто се случи сето ова, нели, господјо Хулија? Зошто, Ибо? Затоа што не ми дозволуваш, Хулија. Не ми дозволуваш да те заштитам од овие лукави луѓе. Престани со глупости, Ибо. Синот ќе ме заштити. Синот? Кој син, Хулија, а? Кој син? Таа спие, не можевме да зборуваме. Ќе се протнеш кога ќе се разбуди. А потом да знаеш, Илјас веќе знае се. Како? Јас му кажав. Ти му кажа. Добро, а зошто се уште не избувнало? Ќе избувне. Биди внимателен, во ред? Мојот Јусуф Мајко, со своји раце го направи. да си ми жива и здрава, Ај. мајко моја убава. Браво за тебе. Лудо моје момче. Многу ти недостасуваше татко ти, нели? Што се случува? Потивко денови мисли дека сум татко ми. Да се разбира. Многу бабичке ми не достигаше. Добре дојде, тато. Сине, Лудо момче, бакни моја раката на татко ти. Не претерувај, многу ќе се налутам. Тато, многу ми не достигаше, бабо, многу. Татичко, сине мој. Ајде, мајко, оди легни, одмори малку. значи, дојде Јусуф Сојка, на? Добро. Имав нешто што сакав да му го кажам, ете, можам. Ке земам едно. Ама кое? Поствоеното дете или твоето дете? Ти треба да избереш. Здраво, мамо. Здраво. Добро си ти? Добро сум, сине. Добро сум. А каде беше, кажи ми, Јамур си замина од дома. Не ти реков да не излегуваш од овде, така беше? Имав работа во фондацијата. Види, ако направиш нешто во врска со Илјас, Како случајно... Илјас, Аслан? Ти реков дека бев на работа. Што цел ден дома ли ке седиме? Утре не одиме ли на гробишта? Те молам, ајде. Вечерата ќе биде готова за половина час. Што направи Ѓокан? Се уште сме кај механичарот Чичо, ја расследуваме колото. Добро. Немаше проблем со механичарот, нели? Не, се е под контрола. Нема да направи проблем. Добро. Јави се тогаш. Секако, Чичо, ќе се јавам. Чекањето многу ме нервира, знаеш. А што сакаш ти, бе? Да те забавувам? Само ме правиш уште понервозен. Леле, ако. Абе, зошто удираш така, а? Прости ми, бато. Ајде, добро. Кажувај, Рит, продолжи. Бато, некои луѓе влегува и излегуваа.
Ке има информации. Има за тој Ѓохан нешто? Ѓохан цел ден беше кај механичарот, не дојде во мало. Добро, јави се тогаш по телефон ако има нешто важи, не можам пак да доаѓам до овде. Ајде, оди сега, ајде. Добро, бато. Ке ви се јавам ако дојде некој. Добро, во ред. Добро, ајде одиме. Ајде и внимавај. Ајде, вози. Има некоја новост? Сега зборуваме со Рит Аслан. Тој ќе ни праќа информации за тие што влегуваат во куќата. Ништо посебно сега за сега. Ѓохан цел ден е кај механичарот, не дојде во малот. Друго? Не кажа ништо друго. Ќе ти јавам штом има нешто ново. Добро, ајде, чао. Знаеш ли зошто се случи сето ова, Хулија? Зошто, Ибо? Затоа што не ми дозволуваш да те заштитам. Не ми дозволуваш да те заштитам од тие лукави луѓе. Престани со глупости, Ибо. Можете ли да ни раскажете повеќе за оваа мрачна љубовна приказна? Што да раскажам? Епа, зошто заврши? Што направивте? Понекогаш не е важно што правиш. Туку што не правиш, тоа ти одредува судбината. Кај мене беше така. Добро, што не направивте? Нешто што не смеев да го направам. Приказна стара. Дури половина век. Испреплетени смрт. Раѓање. И да ти кажам секој миг полн со каење. Токму тоа сакаме да го слушнеме. Што? Доста. Прекини, исклучи. Доволно, исклучи. Запри.